Нова работна седмица, нов месец од 2013 година, нов почеток за учениците и ново издание на вестите на програмата на телевизија КТВ. Добро вечер, почитувани гледачи. Започна новата учебна година. Најрадосни овој септември беа првачињата. Среќно им посакаа основните училишта. Учебната 2013-2014 година денеска започна за над 200.000 основци, околу 20.800 прв пат ке седнат во училишните клупи. Во Кавадарци започна школувањето за новите 350 првачиња. Денеска се чини најрадосни, но во исто време и најзбунети беа токму тие. За нив секој од основните училишта имаше организирано свечен прием. Страшо Пинџур, Тоде Хаджитефов, Тошо Велков Пепето, Димката Ангелов, Габер од Кавадарци и Ваташа, Гоце Делчев. Сите основни им се радуваа на првачињата, а дека образованието не е само лекции и задачи, им покажаа со организираните културно-уметнички програми. Официјално добре дојде и желби за големи успеси на првачињата им посакаа директорите на училиштата, а ги пречекаа и на првиот училишен час ги зедоа нивните наставници. Во Кавадарци за прв пат во училишните клупи денеска седнаа 50 првачиња во Димката Ангелов Габер од Кавадарци, 62 во Тошо Велков Пепето, 23 во Димката Ангелов Габер од Ваташа, 73 во Тоде Хаджитефов, 51 во Страшо Пинџур и 89 во основното училиште Гоце Делчев. Од Министерството за образование информира дека над 90% од сите подготвителни активности, санации и реновирања се готови, но и редовната подготовка низ училиштата е во завршна фаза. Обезбедени се комплетно нови учебници од прво до трето оделение и корекциите на учебниците кои се пријавени како уништени. Новина за наставниците во 2013-2014 година е што задолжителниот електронски дневник ќе го водат седмично наместо дневно, согласно со дополнителниот закон за просветна инспекција. Во завршна фаза потврдуваат од Министерството и договорот со издавачката куќа на Универзитетот Кембридж за превод и адаптација на учебници од природните науки за основното образование, што е овозможено со дополнувањето на Законот за учебници и на Законот за Бирото за развој на образованието. Инаку денеска, освен наставниците и родителите, будно првиот училишен ден го следеше и Министерството за внатрешни работи. Имено во Кавадарци во рамките на проектот Полицајот за секој училиште, кој од кавадаречката полиција потврдуваат продолжува и оваа учебна година, денеска по еден униформиран полициски службеник во секој училиште во Кавадарци будно ја следеше безбедносната состојба. Од полицијата, оддел за превенција велат, ваквата комуникација и соработка со училиштата и учениците ке трае интензивно во текот на целата учебна година со цел времето во училиште учениците да го поминат безбедно и без насилство. Честитки до сите првачиња денеска упати и градоначалникот на Кавадарци Александар Панов. Честитки до сите првачиња денеска упати и градоначалникот на Кавадарци Александар Панов. Дека генерално бројката на првачиња се намалува, потврди и тој, но со задоволство потенцираше дека Кавадарци оваа година ја задржа бројката на првачиња од лани. Би сакал еве од моје лично име денес, бидејќи не можев да стигнам до сите училишта, да дадам едно јавно честитање на сите првачиња, на сите деца кои што денес одат за прв пат на училиште, да им посакам многу успех во понатамошниот дел од нивната наобразба во текот на воспитно-образовниот процес, секако и на нивните родители кои што сепак покрај наставниците и професорите ќе бидат втората брана, односно мегденот каде што ќе се одвива воспитно-образовниот процес не само во училиштата, туку и дома. Исто така еве ова прилика ја користам да повторно на сите ученици од општина Кавадарци им посакам многу здравје и многу успех во учењето. Се потрудивме заедно со директорите, со другиот персонал да училиштата бидат во добра кондиција за нашите деца. И се надевам дека ова учебна година ќе имаме многу помалку проблеми од минатата година. Дали се уште кавадаречкиот градоначалник го памети првиот училишен ден, еве го одговорот.
Се што е за прв пат останува во трајно сеќавање. Се сеќавам точно дека тоа беше во Гоце Делчев, се сеќавам дека со моето доаѓање како забаваче во тоа училиште фактички и почна да функционира тоа училиште. Добро знам и до ден денес ми остана адетот да истурам вода после првите чекори, независно дали се работи за прваче или во било кое друго оделение или клас. Како и да е, детите си ги тераме. Посакувам не само моите деца, туку и сите деца во Кавадарци да бидат на ниво на кавадаречкиот интелект кој што отскокнува од цела Македонија и да заедно со родителите градиме едно посречно убаво Кавадарци, заедно со новите инвестиции кои што доаѓаат во Кавадарци, да ги потполнуваме работните места, односно да го градиме Кавадарци како помодерен и убав град. За прв пат во својот 5-годишен мандат денес градоначалникот на Кавадарци Александар Панов на првиот училишен ден се дружеше со средношколците од гимназијата Добри Даскалов. Денеска за прв пат во својот 5-годишен мандат градоначалникот на Кавадарци Александар Панов на првиот училишен ден се дружеше со средношколците од гимназијата Добри Даскалов. Во дворот на училиштето Панов им посака среќна учебна година и само петки. Најнапред да ми го честитам на оние кои што се прва година и кои што сега почнуваат со настава. Меѓутоа и вас кои што четврта година, кои што заскоро излегуваат од ова училиште, и на вас кои што сте втора година, кои што веќе сте џомби во ова училиште, сакам да ви посакам успех, бидејќи грижата за вас и за носењето на новите инвестиции грижа која што е префрлена на нас како раководство на овој град. На вас останува само да нижете добри оценки, да бидете на врвот, за да го водите Кавадарци во иднина. Нека ви е за многу години и од петка да нема подолу. Ако има четворка, ќе ја поправиме. Гимназијата Добри Даскалов е задоволна од бројот на нови средношколци. За бројката информира директорката Невенка Попангелова, која потврдува и дека училиштето подготвено денеска ја започна учебната 2013-2014 година. Оваа учебна година во гимназијата се запиша во прва година 220 ученици во 7 паралелки, 5 гимназиски и една економски техничар и еден правен техничар. Од организирањето на уписите во прва година сме задоволни и од интересот на осмооделенците за учење во гимназијата. Направени се сите потребни работи од реновирање, варосување, дезинфекција, потоа изготвени се сите потребни документи за нормално организирање на наставата и еве учениците денес во првиот училишен ден имат еден класен час и уште 2 часа од предметните. Распоредот е подготвен и од утре со полн број на часови се започнува продолжување на наставата. Се намалува бројот на средношколци во Кавадарци, потврдува градоначалникот Александар Панов. Бројката нема да смени ништо, но ќе има напори за едносменско работење. И Кавадарци е со истиот проблем со кој се соочува неколку години наназад цела Македонија. Дека и годинава имаме помал број нови средношколци, потврдува денеска и градоначалникот Александар Панов. Едно од средните училишта е со драстично помал број на нови средношколци, но Панов вели дека крупни промени нема да има, освен заложбите за воведување на едносменско работење. За мене репер е запишувањето на основците. Овој број е некаде 358 деца. Значи, тој број е истиот како лани, до децимала ист како лани, меѓутоа е за 30 на деца помал од 2012. Што значи во Кавадарци оваа година го задржавме бројот на децата во споредба со лани, меѓутоа во споредба со оломнани сепак бројот ни е намален. Јас се надевам, бидејќи немаме се уште направена анализа дека тоа е како резултат не на некој негативен тренд. Меѓутоа, Кавадарци со новите инвестиции уште оваа година се гледа дека нема некој надолен тренд. Се надевам дека наредната година ќе имаме и нагорен тренд од оваа бројка од 358 деца. Бројот се намалува и во делот на средните образование во нашето средно шуморско, односно Ѓорче Петров.
е намален бројот, дадов оваа година согласност и со намален број да се одвива таму настава. Меѓутоа правиме напори таму со раководството да, ако ништо друго, обезбедиме барем едносменска настава, со што 50% би заштедиле барем на енергенсите. Наспроти основните и средните училишта во Кавадарци, детската градинка Рада Поцева мака мачи со формирањето на нови групи на дечиња. Таму оваа година приливот на бројка достигна и до над 200 дечиња. Со над 200 барања за упис на нови дечиња во детската градинка Рада Поцева се соочува овој септември Кавадаречката установа за предучилишна возраст. И додека средните и основни училишта се борат за ученик плюс, градинката бара итно решение за драстично големиот број на дечиња. Еве го ставот на градоначалникот Александар Панов за оваа ситуација во која неколку години поред се наоѓа Кавадаречката градинка. Нешто што е алармантно во Кавадарци, ако до некне беше водоснабдувањето, сега е сместувањето на нашите деца во предшколска возраст во детските градинки. Очекувам што е можно побрзо Министерството да даде согласност, не само ресорното, туку и Министерството за финансии за активирање на градинката во Ваташа. Работиме со несмален интензитет за подигање на кредитот од Светска банка за изградба на новата детска градинка и барем за сега работиме на склопување на урбанистичкиот план за Тодиха Джитефов, за да можеме тој простор исто така во склопот на училиштето да го адаптираме и да изградиме нова, уште една мала детска градинка, со што бројот кој што веќе надминува околу 40 деца во една паралелка да го намалиме на оној кој што е законски, а тоа е 25. Сега на вистина се бара место повеќе во градинка, се вршат ургенции и притисоци не само врз мене, туку и врз директорката, врз сите оние кои што имаат некои роднина во градинките за да децата им ги земат во градинка. Јас најверојатно оваа недела ќе имам средба со министерот на оваа тема. Неодамна имав и еден прашалник во кој што ја изразив својата загриженост заради таквата состојба. Се надевам дека од Министерството, како и секогаш, имам и овој пат разбирање, бидејќи немаме поголем приоритет во Кавадарци од детските градинки. Денеска започна новата учебна година и во Општинското основно училиште Димче Ангелов Габерот и во детската градинка Борис Трајковски во Демир Капија. Летниот училишен распуст кој траеше до крајот на месец август заврши и од денеска без проблеми започна новата учебна година во Општинското основно осмогодишно училиште Димче Ангелов Габерот во Демир Капија. Училишниот уреден двор беше полн со ученици, а имаше и голем број родители кои ги донесоа своите деца, кои за прв пат влегоа во училниците во придружба на просветните работници. Според информациите што ги добивме од Сребренка Тодорова, директорка на оваа основно училиште, во оваа учебна година со основно образование од прво до 8 оделение се опфатени вкупно 330 ученици од населените места од општината Демир Капија, од кои 40 ученици се првачиња. Инаку од вкупниот број од 330 ученици, 271 ученик настава ќе посетуваат во училиштето во Демир Капија, 29 во подрачното училиште во Корешница, 17 во Пистренци, 8 во Прждево и 5 во Челевец. За сите ученици што се школуваат во новата учебна година, наставата ќе ја изведуваат 35 просветни работници. Наставата ќе се изведува претплатне, а учениците се снабдени со бесплатни учебници. За оние ученици кои живеат во селските населби, а настава од 5 до 8 оделение посетуваат во Општинското осмогодишно училиште во Демир Капија, има организиран бесплатен превоз, така што нема никакви проблеми за нормално посетување на часови. Денеска новата учебна година започна и во детската градинка Борис Трајковски во Демир Капија. Според информациите што ги дојдовме од директорката Наталија Димитриева, првиот училишен час започна со организирана забава со кловнот Панчелито од Кавадарци. Дечињата беа прекрасно изненадени. Имаа музички активности, весело и разиграно го поминаа првиот училишен ден. Згрижените дечиња во оваа детска установа, заедно со кловнот, ги пеа песничките од фестивалот во старчиња од Кавадарци. Засега овде се запишани 46 деца, а уписот се уште трае, така што се очекува и други дечиња да бидат овде згрижени. Социјалците од Неготино ќе добиваат субвенции за дел од сметките за комунални услуги.
Домаќинствата корисници на социјална парична помош од Неготино ќе добиваат субвенции за дел од сметките за комунални услуги. Ваквата одлука уследи по предлог на градоначалникот Ванчо Апостолов. Покрај условот домаќинствата да се корисници на социјална помош, ќе го остварува надоместокот по основ на субвенција на дел од месечната сметка за комунали и доколку редовно врши плаќање на комуналните сметки, а потрошувачката на вода не надминува повеќе од 15 метри кубни месечно. Висината на месечниот надоместок за субвенција ќе изнесува 350 денари и истиот ќе се исплаќа за секоја платена месечна сметка за комуналии, а доколку износот на месечната сметка е помал од 350 денари, надоместокот за субвенција ќе се исплаќа до износот на доставената сметка, а исплатата може да се врши за повеќе месеци одеднаш за платените сметки во периодот на важење на оваа одлука. Потребните финансии ќе се обезбедат од буџетот на општина Неготино. Во август се живеело поскапо споредено со истиот период лани, трошоците за живот повисоки за 2,8%. Трошоците за живот во август годинава пораснаа за 2,8% во споредба со истиот период лани, додека цените на мало во истиот период пораснаа за 1,3%, објави Државниот завод за статистика. Според податоците, порастот на индексот на трошоците на живот во август во однос на јули годинава е резултат на повисоките индекси на производите од жито за 2%, преработките од млеко за 1,4%, свежото и киселото млеко за 0,9%, јајцата за 0,8%, преработките од риба и мастите за 0,5%, преработките од зеленчук и алкохолните пијалаци за 0,4%. Порастот на индексите на трошоците на живот е забележан и кај авионскиот превоз на патници за 19,5%, нафтените деривати за 2,6%, течните горива и гасот за домаќинствата за 1,4%, средствата за хигиена за 0,5%, облеката и мебелот за 0,2%. Намалување на индексот на трошоците на живот во август годинава во споредба со претходниот месец има кај овошјето за 2,1% и зеленчукот за 0,8%. Намалување на трошоците на живот е забележано и кај централното грејење за домаќинствата за 2,9%, обувките за 0,8% и електричните апарати за домаќинства за 0,2%. Денеска министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска на археолошкиот локалитет Стоби на 12 стручни лица им додали лиценци за конзервација. Министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска денеска во Стоби им додели лиценци за конзервација на 12 стручни лица. Практично сега овие лица ќе можат да работат на непосредна заштита на културните добра во земјава. Првите лиценцирани конзерватори се по двајца од Битола, Охрид, Скопје и Кавадарци и по еден од Штип, Виница, Кочани и Велес. Се работи за археолози, архитекти, историчари на уметноста и уметници кои повеќе години практично се ангажирани во конзерваторската област и се занимаваат со заштита на предмети од дрво, керамика, камена, пластика, метал, накит, камен и стакло, мозаици, искони и други сликарски дела, како и на архитектонско-културно наследство. Се работи за археолози, архитекти, историчари на уметноста и уметници кои повеќе години практично се ангажирани во конзерваторската област и се занимаваат со заштита на предмети од дрво, керамика, камена, пластика, метал, накит, камен и стакло, мозаици и други сликарски дела, како и на архитектонско-културно наследство. Лиценците ги стекнаа со полагање стручен испит за познавање на прописите за непосредна заштита на културните добра, што е долг, тежок и специфичен процес. Министерката Канчевска-Милевска рече дека заштитата на културното наследство е во приоритетите на владата и затоа се превземени мерки за негова систематска конзервација, идентификација, истражување, документација и промоција. Како најважен сегмент во областа на заштитата на културното наследство секако е конзервацијата на движните и недвижни добра од областа на археологијата, архитектурата, етнологијата и книжниот фонд. Сето ова бара специфичен третман со цел културните добра да бидат непосредно заштитени, да ги задржат автентичните карактеристики и да бидат адекватно презентирани. Токму од тие причини, институциите кои се занимаваат со заштита и презентација на културно наследство имаат потреба од едуциран стручен кадар кој ќе ги следи и применува современите трендови во заштитата, рече министерката за култура.
Доделувањето конзерваторска лиценца од Министерството за култура е утврдено со Закон за заштита на културното наследство. Таа им се издава на лица со високо образование од областа на заштитата кои бара поседување лиценца, архитектура, статика, ликовна или применета уметност, технологија, хемија, физика, биологија или друга соодветна специјалност. Министерката информираше и дека до крајот на годинава ќе има вработување на конзерватори во институциите и ги советуваше да ги следат конкурсите. Одведе директорот на СТОБИ Јован Радњански и од екипата што интензивно работи на локалитетот, министерката беше информирана за тековните активности. Во ископувањата од оваа година се најдени нови 350 артефакти, кои по конзервацијата заедно со пронајдоците од другите локалитети ќе бидат презентирани на традиционалната изложба на крајот на годината. Во рамки на денови на пивото во Карловац, Хрватска, вечер посветена на Тоше Проевски. Во рамки на денови на пивото манифестација препознатлива за Карловац, Хрватска, организаторот посвети и вечер во чест на македонската легенда Тоше Проевски. Бендот Дуа Маро од Загреб ја имаше задачата на сцена да ги интерпретира сите познати рефрени на незаборавниот Тоше. Во негова честа по покана на организаторите дел од вечерта и музичката сцена беше и фолклорниот состав на Кут Росоман. Дека вниманието уште еднаш и беше украдено на публиката, повторно потврдија громогласните аплаузија за возврат на тоа Кут Росоман, освен со традиционалниот сплет настап од ора изненади и со посебна интерпретација на народните инструменти, особено изведбата на гајда од страна на младиот, но доста талентиран Александар Маринковиќ, придружуван од Ристен Аневски на тапан или кај кавадарчани познат како дел од акустико бенд. И бидејќи публиката беше желна за уште македонско изворно, на сцена се качи и кларинетистот на Кут Росоман, изненадувајќи со неколку ора од свирени на зурла. Врв на тоа дека фолклорниот состав на Росоман изобилува со таленти беше настапот на младата Наталија Дојкова, која настапи со неколку македонски песни и покажа дека поседува одличен пеачки талент. Дека настапите и во вечерта посветена на Тоше беа професионално изведени, потврди по кој знае кој пат прекрасната реакција на публиката, а задоволството не можеше да го сокрие ниту председателот на друштвото Ристо Јошев, кој за КТВ рече: Кут Росоман за прв пат гостин на овај фестивал. Бевме во Пландиште, каде што децата изиграа феноменално. Овде Синовиќа се представија уште подобро пред амбасадорот на Република Македонија, пред градоначалникот на Карловац, така да што мислам дека успеавме во нашите намери да со овој настап обезбедиме што повише покани во повише места низ Хрватска, и мислам дека во тоа скрос успеавме. Одма почнаа со понуди во Загреб, во Риека, така што кога се вратиме назад ќе испланираме каде ќе продолжиме со настапи и каде ќе патуваме потоа. Импресиите пред камерата на нашата телевизија не можеше да ги сокрие ниту кореографот на друштвото. Јас сум многу задоволен на настапите, бевме добро примени од публиката и во Србија и во Хрватска и имаме позитивни критики од амбасадорката во Хрватска, од градоначалникот тука во Карловац. Имаме добри критики од општина Пландиште, градоначалник и друштвото што беа таму. Се запознавме со македонски групи од Загреб, од Риека, имаме неколку понуди за понатамашна соработка. Се надевам дека ќе имаме таква соработка и дека ќе дојдеме нареден пат и во Загреб, и во Карловац, и во Риека. За успешните настапи и постигнатите резултати на Кут Росоман од Росоман за време на турнеата ни Србија и Хрватска ќе имате можност да следите и специјални емисии во рамки на нашата програма. Нова изложба на Ристо Соколов во Кавадарци. Отварањето е најавено за 6 септември. Еден од најпознатите кавадаречки македонски ликовни уметници Ристо Соколов Сокол ќе има нова самостојна изложба на 6 септември годинава со почеток во 20 часот во изложбените салони на Музеј галерија Кавадарци. Ретроспективно ќе бидат изложени 50 дела настанати последниве 5 години. Во различни техники и материјали од обемното творештво на Ристо Соколов Сокол пред ликовната јавност, меѓу другите ќе се најдат дела од неговите циклуси Траги
и некогаш и денес, работени со природни материјали, каде авторот се јавува како иноватор во техничка и материјална смисла, создавајќи ликовна уметност на начин како што тоа го правеле старите мајстори, надоградувајќи го сето со собствен, оригинален и имагинативен набој, редок на македонската ликовна сцена. Речиси 1/3 од изложените дела првпат ќе бидат представени пред кавадаречката и македонската ликовна јавност. Оригиналноста и квалитетот на ликовната уметност на Ристо Соколов Сокол се доволна причина неговата нова ликовна изложба да биде еден од ликовните настани кои ќе ја одбележат културната и уметничката година во Кавадарци. Исто како и претходните негови ликовни представувања, се очекува оваа негова ретроспективна поставка да биде представена во повеќе еминентни галеријски простори низ Македонија. Инаку Ристо Соколов Сокол е роден 1957 година во селото Дреново. Училиште за применета уметност завршува 1978 година во Скопје, Факултет за ликовни уметности Скопје на одсекот за графика кај професорот Димитар Малиданов и графички дизајн кај професорот Костадин Танчев Динка завршува 1988 година како студент на генерацијата на одсекот графика. Има зад себе над 15 самостојни изложби во Македонија и странство, а е познат како врвен изведувач на ликовни перформанси и ентериерен дизајн и изведувач. Низ годините наназад организатор е и ликовен координатор на најпознатите кавадаречки ликовни колонии, а моментално ја координира меѓународната ликовна колонија Хотел Фени во Кавадарци, која годинава успешно се одржа по 6-ти пат. Член е на Друштвото на ликовни уметници на Македонија, еден од основачите на Друштвото на ликовни уметници Кавадарци, чиј актуелен председател е во моментов, живее и работи во Кавадарци како самостоен ликовен уметник. Незаборавно пешачење во прегратките на планината Кожуф има вчера планинарите на планинарското спортско друштво Орле од Кавадарци. Работи за 8 членови на планинарско спортското друштво Орле од Кавадарци. Маршрутата беше Драгаја, Гладница, Влашко Трло. Се работи за еднодневна акција при што беше видена прекрасна природа, преполна со капини, малини и боровинки. Планинарката Нели Темкова нагласува дека се работи за прекрасен дел на Кожув планина, иако е по потекло од Бугарија, мажена во Кавадарци, таа како долгогодишен член на планинарско спортското друштво Орле од Кавадарци знае многу за македонските планини, голем љубител е на природата и секогаш кога има време вели дека учествува во ваквите планинарски акции. Морам да нагласам дека беше прекрасно. Можевме да го видиме и ски центарот на Кожув, многу други интересни дела на природата и просто уживавме во изворените гледки, ни рече Темкова. Планинарите Блаже Мелов и Благој Лазов исто така импресионирани од планинарската авантура на Кожув, рекоа дека секој одење на планината е посебна приказна за себе. Планинарите од Орле не застануваат тука, веќе се прават планови за следната планинарска акција. Викендов во Блу Кафе во Неготино се одржа избор на топ модел за 2013. Изминатиот викенд се одржа избор на Мис Топ Модел 2013. Настанот се случуваше во Блу Кафе Неготино, а учесничките беа дел од модната куќа Шанел. Круната за Топ Модел 2013 ја зеде 17 годишната велешанка Симона Ѓонеска. Нејзини придружнички беа Јована Петковска од Струга и Маринела Велкова од Велес. Во категоријата Мис Фото Модел победи прилепчанката Ангела Тасевска, а за Мис Шарм беше избрана Александра Милевска од Битола. Успешно спортско лето за шахистот Тони Лазов од Неготино. Откако во месец јуни на младинското државно првенство на Македонија по 6-ти пат ја освои шампионската титула, 13 годишниот шахист Тони Лазов од Неготино продолжи со учества на големи шаховски турнири во Македонија и соседните земји. Најпрво во месец јули учествуваше на големиот А турнир на отвореното меѓународно првенство на Србија во Паракин, наместо да игра на послабиот Б турнир со посебна дозвола од организаторот, му беше дозволено да игра со најдобрите шахисти на А турнирот, каде од 100 шахисти тој се пласираше на 71-то место и освои 33 рейтинг поени.
Веднаш потоа Лазов учествуваше на отвореното меѓународно првенство на Македонија, каде што во друштво на шахисти од 4 држави се пласираше на 18-тото место и освои награда за најуспешен шахист со рейтинг под 2000. Неговиот најуспешен турнир ова лето го одигра од 18 до 25 август. Меѓународното аматерско првенство за играчи со рейтинг до 2250, кое се одржа во Белоградчич, Република Бугарија. Учествуваа шахисти од 12 држави, меѓу кои беа и Германија, Англија, Русија, Украина, Народна република, Кина и така натаму. Овој турнир беше исклучително успешен за Лазов од повеќе аспекти. Освои 5,5 бодови кои беа доволни за пласман на 25-тото место од вкупно 120 шахисти. Освои парична награда и заработи нови 34 рейтинг поени, а ќе остане запаметени и неговата победа против бугарскиот велемајстор Спиридонов, како прва победа против велемајстор во неговата кариера. Исто така на блиц турнирот во парови учествуваше заедно со македонскиот фиде мајстор Александар Кралевски во конкуренција на 36 екипи го освои 4-тото место. Сега следува краток одмор и посветување на школските обврски, а на 24 септември Лазов патува за Будва, Црнагора, каде што до 9 октомври ќе учествува на европските младински првенства во стандарден и брзопотезен шах. Времето утре претежно сончево и ветровито со максимална температура до 33 степен. УВ индексот ќе биде 6. Гледавте вести, ви благодарам за вниманието и ви посакувам пријатна вечер.